Иако тензиите траја подолго време, до последно веројатно сите се надеваа дека војната ќе биде избегната. Страшните слики од руската агресија во Украина ни покажуваат дека од историјата не сме научиле многу. Во оваа емисија на Агента 35 анализираме какви последици ќе има овој чекор врз Европа, врз регионот и врз целиот свет, но и како ќе влијае врз политиката на проширување. Останете со нас. Руската инвазија на Украина стана дефинирачки геополитички момент. Со секој изминат ден на руската воена сила на територијата на Украина, Москва се соочува со зголемување на изолацијата од остатокот од светот. Населението во Украина живее во страв и опасност од руското бомбардирање и напади, кои предизвика и масовна бегалска криза, додека западните сојузници на Украина го зголемуваат трансферот на оружје како поддршка за земјата. Првата рунда преговори помеѓу официјалните представници на двете земји заврши без конкретни резултати, но со договор за повторна средба, исклучување од финансиските и економските системи, трговијата, спортот, културата. Светот ја одделува Русија од себе на безброј начини во знак на осуда против војната во Украина. Со професорот на Војната академија во Скопје, Методи Хаџијанев, анализираме кои се можните сценарија за развој на руската агресија на Украина и одговорот на Европа, која активираше бројни механизми за запирање на руската воена сила, но и од најавите на рускиот председател Владимир Путин дека нуклеарните сили се во специјален режим на воена служба. Опасноста од употребата на нуклеарното оружје е катастрофална. Таа е погубна за човештвото и тука нема дилема. Не би сакал ни да разговараме за тоа. Дојде ли до тоа, пишете крај, значи тоа значи сликовито, метафорички ресет на земјината топка. Дали е сериозно, тоа е многу, како да кажам, условно, бидејќи секогаш нуклеарното оружје како арсенал е поврзано како крајна, да кажем, инстанца. И таа крајна инстанца има за цел да покаже сериозност во намерите. Ако условно кажано инструментот на моќ и употреба на сила, тоа што сега го гледаме, во решавањето на политичките проблеми, е крајна инстанца, ова е ултракрајна инстанца која што всушност би се употребила како крајен одговор. Мора да истакнам дека најверојатно Путин е сериозен во тоа да проектира дека за него ова е екзистенцијално прашање, бидејќи он цело време инсистира на тоа. Тоа не значи дека се согласувам со ставот негов и така натаму, но само сакам да кажам дека начинот на кој што он тоа го прави покажува дека он е крајно сериозен во намерите. Крајно сериозен во намерите и дека ќе влезе, односно да употреби конфликт, и крајно сериозен во намерите да всушност го одврати НАТО од тоа што треба да го одврати. Значи во ревизијата која што тргнал да ја прави. Нуклеарна војна не може да се добие и не смее никогаш да се води. Беше ставот на американскиот председател Џо Бајден и неговиот руски колега Путин, изразен пред помалку од една година на самитот САД Русија во Женева. И сега председателот Бајден вели дека никој не треба да се плаши од нуклеарна војна. Употребата на војската и инвазијата за докажување на Путин дека е крајно сериозен во своите намери кон Украина ја засилува сериозноста и на заканата од употреба на нуклеарниот арсенал, смета Хаџијанев. И сета таа мобилизација сега, како и фактот дека до некаде Европската унија, не НАТО, Европската унија ја третира Украина како нивен дел, бидејќи ќе ја почнат сега да ја снабдуваат со оружје и така натаму. Тоа значи дека тие стануваат легитимна цел во според меѓународното право за вооружен конфликт. Ако е тоа така, тогаш он ќе мора да ги употреби овие сили или да ги користи како средство на закана за одвраќање. Тоа е дел од така наречената теорија на одвраќање, која што беше како концепт развиена во време на студената војна и операционализирана, deterrence doctrine или теорија за одвраќање, која имаше за цел да се осигураат помеѓу себе двата гиганта дека нема да се нападнат, водејќи се од логиката дека истите ќе се самоуништат. Тоа значи дека ако вие ме нападнете и ја ве нападнам, ние ќе се самоуништиме и веројатноста дека ќе го употребиме можеби ќе се намали само заради тоа.
Според Хаджијанев, предпазливо и со внимание треба да се гледа на забавеното темпо на операциите на руската армија, бидејќи очигледно е дека ставот на Русија е малку поинаков од оној на либерално западниот свет, кој што проблемите ги решава со други инструменти наместо со војна. Ние уште не сме виделе ништо од тоа што Русија според потенцијал го има. Колку тоа ќе го искористи, како ќе знае да го искористи, допрва ќе треба да го видиме, бидејќи се додека не го тестирате во пракса или комбат тесте што ви се рекло, ние можеме само да нагаѓаме дека е вака или така. Втора работа е факт дека во европскиот дел и во западната хемисфера Путин ја загуби информацијската војна и тоа е можеби доброто за Украина, бидејќи митот за тоа дека стравот кој што беше проектиран преку дезинформацијата и така натаму полека спласна и е добро што го мобилизира западниот свет за да даде поддршката. Колку тоа ќе биде доволно. Сега вие да ја трупате Украина со оружје и да ги градите капацитетите, внимавајте, е проблематично затоа што пак ќе треба време. За да се спојат луѓето и опремата треба време. Значи не е само да ви дадам ја опрема, треба да знаете како да искористите таа опрема. Сепак мобилизацијата на Европа, која покрај економските санкции и војната помош, се потпира на дипломатијата, почна да ја покажува обединетоста, која што треба да ја зајакне низината позиција, вели Хаджијанев. Факт е дека Европа е економски гигант во однос на Русија, но е воено џуџе фрагментирана без Америка. Доколку сега ставите Америка во калкулусот, тогаш приказката е малку поинаква. И доколку силите би се здружиле, не збориме за европските сили, збориме за НАТО силите, во тој случај споредбата е не можете да правите споредба затоа што сериозни се разликите. Проблемот е, збориме, тоа е потенцијалот. Како ќе се издействува и како ќе се искористи оперативната умешност во искористување на тие сили на теренот е сосема друга работа. Сега, она што е битно да се каже, дека можеби тоа најверојатно и го исплаши Путин, веќе за да не се повторувам, и заради тоа и беше причината што ги дигна нуклеарните сили, бидејќи виде дека Европа како да се окуражи, бидејќи тоа загуби. И можеби и свесно знаеше дека ќе загуби, затоа што претходно веќе имаше еден куп кампањи против руските дезинформации кои што беа водени од неколку центри, дали од Европската унија, дали од НАТО или пак од некои think tank организации кои што горе-доле повеќе или помалку го демаскираа модус операндито на начинот на кој што се прават тие дезинформации. Хаджијанев не очекува дека инвазијата на Украина ќе има директни безбедносни ефекти на Балканот. Сепак тој предупредува на ранливост на регионот поради замрзнатите конфликти кои што не се докрај решени. Во поглед на запирање на руската инвазија во Украина, според професорот, треба да се даде шанса на преговорите помеѓу двете земји, бидејќи во спротивно, губитници ќе има на сите страни. Па искрено мислам дека, човечки е да се надеваме дека најдоброто нешто тоа е да се стави крај на насилството и да превлада разумот за да седне и да почне да збори дипломатијата, бидејќи водењето на конфликт и уништувањето на инфраструктурата пред се човечките животи не оди во полза на ник. Рускиот воен напад врз Украина ќе влијае на забрзување на процесот на проширување на Европската унија поради безбедносни причини, оценува Марко Трошановски, председател на Институт за демократија Societas Civilis. Балканот после Украина е исто така ранливиот дел на европскиот континент и од тука ќе има големи притисоци врз земјите аспиранти. Трошановски потенцира дека фокусот врз проширувањето во контекст на проблемот на Македонија со Бугарија не значи дека во Европска унија ќе има поголемо разбирање за македонската страна. Притисокот ќе биде огромен врз двете страни за да дојде до решение. Тоа нужно не значи дека во контекст на македонско-бугарскиот спор Македонија ќе извлече користа од тој притисок, значи дека двете страни ќе бидат ставени под многу поголем притисок да дојдат до решение и тука треба да бидеме внимателни сепак како што е нашиот став, ние не треба по секоја цена да ги прифатиме започнувањето на преговорите, бидејќи онакви какви што ги замислуваат бугарите, такви не ни требаат како земја, меѓутоа притисокот секако ќе биде многу поголем отколку што беше до сега и истиот да се затвори, процесот да се затвори за време на француското претседателство, секако ќе биде императив на центрите на моќ во Европската унија. Одолговлекувањето на евроинтегративниот процес доведе до тоа перцепцијата на македонските граѓани за Европска унија како најголем сојузник на земјата да се намали од 43,2% во 2019 година на 13,1% во 2021 година.
Овие податоци произлегуваат од двете истражувања, изработени од Институтот за демократија Societas Civilis во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер. Според Трошановски, неколку аспекти јасно говорат за изменетата слика на граѓаните. Па би рекол три податоци кои што се под површината на нештата, перцепцијата дека еве продолжува и понатаму да е висока поддршката, да Европската унија е се уште сметан за еден за најдобриот од можните светови за нас. Меѓутоа под површината унијата губи се повеќе значење во личните животи на луѓето. Се помалку им е важно на прашањето колку е таа важна за лични животи, се повеќе и повеќе, особено кај етничките македонци. Унијата перцепирана како фактор на влијание во регионот го изгуби предимството пред Соединетите американски држави и повторно за прв пат кај етничките македонци Америка е повлијателна од Европа. И трето, во аспект на кој е вашиот најдобар сојузник, имаме огромен пат на перцепцијата дека тоа е Европската унија за околу 30 на 40% споредено од пред 2-3 години. Значи на сите три нивоа не зборуваме за тренд на пат, збориме дека е веќе не баре срозена таа доверба, што е загрижувачки многу. Наспроти падот на перцепираното влијание на Европска унија од 44,8% во 2019 година на 9,5% во 2021, истражувањата покажуваат дека 45% од македонците би поддржале Евроазијска унија предводена од Русија, што според Трошановски се должи на разочараност и револт помеѓу граѓаните. Мислам дека во огромен дел се должи на разочараноста од процесот на проширување. Пред се и недоследноста на Унијата во спроведување на своите правила на некој начин, малтретирањето на земјата низ процесот на проширување, не сега со Бугарија, само туку и низ сагата која што ја поминавме со Грција и која што допрва ќе ја поминуваме кој ќе почне Преспански договор вистински да се имплементира и тие внатрески клаузули кои што сега не доаѓаат до израз, така да секако расте таа поддршка кон Русија како најдобар сојузник, како влијателна земја, и тоа е нешто што сме го наследиле како наратив од времето на Југославија и слично. Меѓутоа, оваа огромна поддршка на Евроазијската унија е пред се поддршка од револт. Освен разочараност од Европска унија, сепак врз перцепцијата на граѓаните има и руското влијание на Балканот. Очигледно е сега и посебно со кризата со Украина, дека имаме многу медиуми и во нашата земја, но и политички испостави и во сите домени на општество генерално, дупки кои што се пробушени со руско влијание. И не е само руско, речиси сите служби се присутни на Балканот, наназад со декади и векови, ако не. Медиумското влијание како дел од хибридното војување на Балканот на трети страни е многу присутно, меѓутоа во Македонија е тоа најмало, би рекол, споредба со останатите земји пред Србија, Република Српска, и во Бугарија исто така многу присутно. Меѓутоа сепак си го направи своето, се разбира дека има удел, гледате и дел од медиумите како известуваат за ситуацијата со Украина во последно време, конечно сите излегува од своите камуфлажи во ситуација кога поларизирана ситуацијата и кога нема бегање, и ги покажаа своите вистински лица, така дека внимателно се следат насловите, гледаме дека руското влијание всушност се повеќе било присутно цело време, иако можеби не сме го приметувале тоа. Според Трошановски, доколку Европска унија сака да го врати својот изгубен и срушен кредибилитет помеѓу граѓаните, ќе мора поагресивно да настапи кон сите што ги блокираат процесите на проширување и конечно самата унија да ги спроведе сопствените одлуки донесени на Советот пред 2 години. За само неколку дена целосно се промени перспективата на глобалната економија, која што туку почна да заздравува од пандемијата.
Прашањето веќе не е дали, туку колкава ќе биде економската штета што ќе ја направи руската воена инвазија врз Украина и санкциите што ги воведува Западот против Русија. Санкциите се покажаа дека се мокна економска казна за Русија, но прилично сигурно е дека тие ќе излезат од границите на самата држава за која што се наменети, па дури и кога станува збор за земја голема каква што е Русија, така што Западот очигледно е подготвен и да си пука во колено кога е во прашање економијата, за да ги запре воените действија во Украина. Две работи се клучните можни последици: забавување на економскиот раст и повисока инфлација од онаа што дојде пост-ковид. Економистите велат дека интензитетот на оваа нова економска криза ќе зависи од развојот на настаните поврзани со војната во Украина. Се уште е многу рано да се прават некои попрецизни пресметки за тоа во која мера сега глобалниот раст би бил афектиран во смисла на неговото забавување, меѓутоа очигледно такво забавување ќе има. Дополнително, ова се случува во ситуација кога интензивно зборувавме за улогата на растечките цени во глобалната економија и улогата за растот и доходот на домакинствата. Притисоците врз цените и претходно постоеја заради ребалансирањето на понудата и побарувачката на подсегменти од пазарите на добра и услуги како последица на пандемијата. Сега со оваа ситуација имаме дополнителен притисок врз цените, затоа што има дополнително нарушување на понудата на есенцијални, би рекол, добра, кои што доаѓаа претходно од Русија и Украина. Тука пред се зборувам за енергенсите, значи гасот и соодветно нафтата и нафтените деривати, потоа се примарните производи, значи храната и металите. Значи кај сите три, Русија и кај некои од нив Украина се јавува како значаен добавувач на тие производи на глобалниот пазар, што се разбира, таа понуда сега ќе биде намалена или ќе ја нема како резултат на инвазијата на Русија врз Украина, и тоа дополнително ќе притиска врз цените на таквите добра. Двата аспекта, растечката неизвестност околу растот, неговото забавување и притисоците врз цените ја туркаат глобалната економија во она што економистите го нарекуваат состојба на стагфлација, која што се разбира ќе видиме во колкав интензитет и со колкава брзина ќе се развива во предстојниот период. Конкретно за македонската економија, ефектите се очекуваат да дојдат индиректно преку европските земји, бидејќи економските врски директно со Русија и Украина се мали. Но дури над 90% од трговската размена земјава ја прави со пазарите во Европа, кои што може да бидат силно погодени од воениот конфликт и бумеранг ефектот од сите придружни санкции. Намалувањето на таа надворешна побарувачка за нас е особено значајно и видовме во претходни епизоди кои што ги имавме по разни основи во нашата економија дека тоа има директно и да кажам брзо влијание врз нашата економија, значи и тука ќе се осети забавување на економската активност во тој поглед. И вториот аспект се секако цените, кои што претходно ги елабориравме. Ние како мала, отворена економија сме зависни од увоз на одредени производи. Се разбира, во моментов за нас најзначајни се движењата кај енергенсите и движењата кај храната. Видовме дека во претходниот период, заради притисоците кои што веќе постоја поради друга причина, тоа се прелеа и кај нас, тоа беше актуелна тема и во јавниот дискурс, и во поглед на цената на нафтата, и во поглед на цената на електричната енергија, и во поглед на цената на одредени клучни производи за домакинствата. Професорот Петрески објаснува дека е сосема известно дека планираниот раст на економската активност во земјава од околу 4% е тешко достижен во новите околности, а последиците од тоа, изголемените цени, значително ќе ги почувствуваат граѓаните. Досега опериравме со проекција за раст на нашата економија за 2022 година од околу 4%. Мислам дека во моментот со сите овие настани, таа станува оптимистичка. Меѓутоа, во која мера е оптимистички, во која мера таа би се ревидирала надолу, се уште е тешко да се предвиди во смисла на тоа дека не може да се предвиди колку долго и колку интензивно би траел овој конфликт. И се разбира, доколку тој би завршил и утре, се уште ќе има економски и социјални последици, особено што веројатно санкциите нема и веднаш да бидат тргнати.
така што квантитативно за да оцениме сега во која мера растот во македонската економија ќе биде засегнат, треба да помине некое време и да направиме соодветни проценки. Меѓутоа, забавувањето на растот комбиниран со притисоците врз цените се разбира дека е значаен кога се размислува за животниот стандард на населението, и тука секако треба да бидеме сите, да кажам, како економски агенти, и владата, и компаниите, и домакинствата особено предпазливи во периодот кој што следи. Од перспектива на владата тоа е особено важно, дека таа имаше поголем фискален простор да реагира кога пандемијата се случи. Сега тој простор е намален заради пандемијата. Значи, ние во текот на пандемијата направивме некој дополнителен трошок како држава кој што е во размер од близу 10% од бруто домашниот производ, значи е намален. Меѓутоа се разбира дека во вакви ситуации кои што се екстремни и не секојдневни, се разбира дека простор во буџетот ќе има во најмала рака за да ги заштити оние домакинства кои што се најранливи, било да е тоа ранливи во смисла на губење работни места или намалување на доходот или намалување на нивната потрошувачка како резултат на повисоки цени. Значи, во таа смисла јас верувам дека доколку овој шок стане особено видлив, дека владата на располагање ќе стави определени пакети мерки за да ги заштити овие групи, всушност како што тоа го направи при првиот удар на пандемијата. Во финансискиот сектор, срекна околност е што во земјава нема присутни руски или украински банки и според економистите нема никаков ризик за стабилноста на банкарскиот сектор, ниту пак врз денарот како валута. Денарот е стабилен, населението не треба да има грижи во тој поглед, затоа што дури и кога би настанале одредени притисоци кои што во моментов не постојат, значи дури во такво неповолно сценарио, Централната банка има арсенал од мерки кои што ќе ги примени за да може да ја стабилизира таквата евентуална ситуација доколку би настане. Најголем гарант се разбира за стабилноста на денарот се девизните резерви кои што се над 3 милиарди евра, околу 3,4 милиарди евра, што е околу 1/3 од бруто домашниот производ, и тоа се смета за многу високо ниво на девизни резерви, многу повисоко од нивото кое што сме го имале пред 2 години кога почнала пандемијата, многу драстично повисоко од нивото кое што сме го имале кога настапи глобалната финансиска криза 2008-2009 година, така што тие даваат еден гарант за стабилноста на монетарниот систем, за стабилноста на финансискиот систем и за стабилноста на нашата национална валута, така што во тој поглед во моментов апсолутно не постои простор за било каква загриженост. We are strengthening once more our sanctions against the Kremlin and its collaborator, Lukashenko's regime. Изјави на пресконференција председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, при објавувањето на последните санкции кои ЕУ ги воведе кон Руската Федерација. Санкциите вклучуваат забрана на трансакции на Руската Централна банка и замрзнување на сите нејзини средства, потоа исклучување на повеќе руски банки од глобалниот интербанкарски систем SWIFT, затворање на воздушниот простор на ЕУ за руски авиони, забрана за руските медиуми Russia Today и Sputnik и нивните подружници во ЕУ, како и нов пакет санкции против Белорусија. Дополнително, на листата од 654 физички лица, на кои ЕУ им има воведено индивидуални санкции во форма на замрзнување на имот и ограничување на патување. Од минатата недела се наоѓаат и рускиот председател Владимир Путин и министерот за надворешни работи Сергеј Лавров. Иако ова се досега најостри санкции на ЕУ кон Руската Федерација, ова не е прво заладување на односите и прво воведување санкции во последните 15 години. Имено уште во 2008 година, војната на Русија со Грузија резултира со привремено заладување на односите ЕУ-Русија, а после анексијата на Крим, тие станаа се посложени. ЕУ има воведено повеќе пати санкции против Руската Федерација, а првите се од 2014 година, како одговор на руското нарушување на суверенитетот на Украина. Дополнителни 90 милиони евра вредни програми за итна помош на цивилите погодени од војната во Украина, како дел од апелот за итна помош на Обединетите нации, најави Европската комисија. Средствата се наменети за помош на луѓето во Украина, но и за оние кои за солниште најдоа во Молдавија.
Оваа нова хуманитарна помош од ЕУ ќе обезбеди храна, вода, медицински средства за солниште и покривање на основните потреби на цивилите погодени од конфликтот. Комисијата исто така координира испорака на материјална помош за Украина преку механизмот за цивилна заштита на ЕУ. Преку механизмот помош досега обезбедена од 20 земји членки на ЕУ и истата покрај останатото вклучува и 8 милиони парчиња основни медицински средства и поддршка на цивилната заштита. Европската комисија е во постојан контакт со соседните земји на Украина и е подготвена да обезбеди дополнителна помош доколку се побара. Инаку ЕУ уште од 2014 година ги поддржува илјадниците раселени лица и оние погодени од конфликтот во источна Украина и досега има одвоено повеќе од 193 милиони евра за хуманитарна помош. Што е можно побрзо синхронизирање и поврзување на електричната мрежа на Украина со европската мрежа, посакува ЕУ, изјави еврокомесарот за енергетика Кадри Симпсон. Таа бара од земјите членки на ЕУ и Европската мрежа на преносни систем оператори на електрична енергија да дадат поддршка за итно поврзување со Украина. Поврзувањето треба да придонесе за поголема независност на електропреносната мрежа на Украина од онаа на Русија. Префрлањето ќе значи дека Русија повеќе нема да има контрола на техничките аспекти на украинската мрежа, како што е мрежната фреквенција. Инаку ЕУ и Украина повеќе години планираат синхронизирање на нивните електропреносни мрежи. Украина веќе има започнато со тестирање на електропреносната мрежа како чекор за поврзување со европската и одвојување од системот поврзан со Белорусија и другите поранешни советски држави, односно раздвојување од електромрежна поврзаност со Русија. Украина е еден од најголемите потрошувачи на енергија во Европа, а околу 55% од производството на енергија го обезбедува 4 нуклеарни централи, лоцирани во западна и јужна Украина. Следната емисија продолжуваме со истата тема. Останете со програмите на Македонската телевизија и следете на социјалните мрежи.